Далиборка Демјанска известува од Кочани. Далиборка, ти си пред општината, што се случува таму во моментот? Да, Весна, од утрово, како што кажа и ти, овде во општината се присутни истражни органи кои што вршат претрес на документацијата. Пристигнаа со неколку возила, за сега остана само едно, но од извори од внатре, од општината, дознав дека се врши многу детален претрес, се бараат буквално и најмалите документи да се поврзани со објектот кој што функционирал нелегално со години. Инаку внатре се и инспектори и од представници од јавното обвинителство. За сега нема никаква изјава. Ние ќе се потрудиме подоцна да дознаеме дали можеби е откриено нешто. Овде не е присутен, се разбира, градоначалникот кој што деноиве си поднесе оставка. Граѓаните се револтирани затоа што тој не сакаше да излезе пред него на синокешниот протест и неговата куќа, исто така и овде општината, може да се забележи дека на фасадата се уште се познаваат траги од јајцата кои што граѓаните ги фрла врз општинската зграда. Инаку и судот и обвинителството синоќа не утврди никаква одговорност за него, тој не е во притвор, за разлика од 16 мината други кои што од утрово се наоѓаат во притворските одделенија во Куманово и во Шутка. Инаку овде во градот атмосферата е траурна, се зборува само за трагедијата, сите се облечени во црно, плачат, не сакаа многу ни да ни дадат изјави, не можеа да зборуваат, дел повикуваат, особено помладите, на одговорност. Велат дека нема да се откажат, ако е потребно, ќе протестираат и секој ден и ќе бараат виновниците да се изведат пред лицето на правдата и да се казнат. Меѓутоа, постарите пак повикуваат на смиреност, бараат првин да се помогне на семејството на настраданите, особено на тие што лежат по болниците, а за одговорноста да се зборува понатаму. Предлагам да чуеме дел од нивните изјави. Јас не бев лично, но мои пријатели, познаници беа. И хорорите што ги кажуваат се незамисливи. Сите сме под стрес, сите сме потресени, сите сме под терапии. Страшно. Многу загубивме. Сите познаници, сите сме генерацијски блиски. Ова е трагедија што ќе се помни со генерации, што ќе се раскажува и на наши деца. Ние, младите, што е во наша можност и како студенти, и како ученици и како работници, значи сите излаваме и граѓанска должност е да излеземе и да побараме одговорност. Многу ми е криво кога ме тераат да зборам за на одговорноста и настанатата збрка и зошто е тоа настанато. Мислам дека моментално не треба да се збори за тоа и да се окривува. Моментално е време да се проба да се помогне на оние кои највеќе им треба, на оние кои се уште бараат помош, на секој час се случува да се влоши ситуацијата на некого од оние кои се веќе хоспитализирани. Се потрудивме да најдеме доволно храна, вода, влажни, постелнини и се што е можно, сите да се организираме, да се насочиме кон тоа, да се насочиме кон потребите на кои што им требаат, а не на окривувањата. Овде во паркот во Кочани во текот на целиот ден е отворена книга на жалост, граѓани доаѓаат, се потпишуваат, оставаат цвеќе. Околу пладне беше присутна и помала група на млади луѓе со транспаренти. Меѓутоа официјалниот протест е закажан за вечерва во 18 часот на истото место, додека подоцна околу 20 часот сите од таму треба да заминат и повторно пред судот, каде што ќе побараат правда. За вечерва се закажани протести низ сите градови во Македонија, ќе се палат повторно свеќи, а исто така и соседите ни изразуваат голема поддршка, како што дознавме и на протестот во Ниш, вечерва ќе има 75-минутен молк за настраданите во трагедијата во Кочани. Весна?
Тоа беше Далиборка Демјанска со вклучување, односно најнови детали од градот кој потона во траорна тишина по кобниот пожар во кој загинаа 59 млади луѓе. За вечерва, како што и ти кажа, е најавен протест во Кочани, но и низ плоштадите ширум сите градови во државата, кои што секако ќе ги пренесуваме, за кои ќе известува Телма.